Благодарам. Сиот овој проект не ќе биде правовозможен без сите тука присутни во салата. Тоа е број 1, бидејќи гледам доста познати лица со кои што соработуваме на дневна основа, вклучително наши корисници. Секако не без вице-премиерот Анѓушев, кој што ни дава поддршка целосна во изминативе 2 години. Мене ми е навистина задоволство што можеме да зборуваме денеска веќе не за отварање на акцелераторот, туку и не за почеток на работата, туку за почеток на првата предакцелераторска програма, што е многу важна. Во изминативе 2 години веќе стигнавме до некоја бројка од скоро 250 компании, вклучително и со последните од последниот стартап пугик што го финансира Светската банка, че 250 компании веќе користат средства од Фондот за иновации и технолошки развој. Станува збор за некаде обемни инвестиции во приватниот сектор во Македонија од некаде околу 40 милиони евра, кои што некаде 20-24 се средства на државата и на Светската банка. Останатите се пари кои што ги обезбедуваат компаниите се. Че покrenат инвестициски циклус од 40 милиони евра. Ова е само еден од елементите со кои што сакаме да го збогатиме екосистемот. Она што акцелераторот ќе го прави е она што веќе да кажеме го правиме на национално ниво, тоа е со соодветна менторска поддршка да се зајакнати капацитетите на предприемачите, успешно да ги реализираат своите идеи кои што несомнено ги има. И тие идеи се многу интересни. Јас сум убеден дека од овие идеи кои што ќе ги гледаме, кои што ќе ги проследиме денеска и тука, ќе произлезе веројатно некој милионер. Наскоро. Јас сакам само да најавам, нема да должам понатаму, мислам дека целата програма беше најавена. Сакам само да најавам дека продолжуваме и понатаму со програмите, во соработка и со вице-премиерот и со владата. Продолжуваме понатаму бидејќи очекуваме и веќе ги гледаме првите резултати од делот на економијата. Че минатата година споменав, околу 250 компании, микро, мали, средни, големи, домашни, веќе користат средства од фондот. Веќе имаме околу 1000 лица што се вработуваат, односно се вработени. Имаме просечни плати кои што се 40.000 денари повисоки, значи веќе 70-80 двојно над националниот просек. И веќе имаме податоци кои што покажуваат дека компаниите кои што користат средства од програмите на Фондот за иновации и технолошки развој, планот за економски раст на владата, позабрзано растат и во однос на приходите и во однос на добивката. Тие податоци многу брзо ќе ги презентираме на јавноста, меѓутоа покажуваат разлика меѓу компаниите кои што вложуваат во делот на иновациите и кои што одат побрзо во однос на останатите економски субјекти. Јас уште еднаш благодарам за можноста да присуствуваме прво денеска на овој свечен чин и остануваме тука понатаму како поддржувачи. Благодарам.